Криптоиндустријата е глобален феномен. Ние сме една капка во морето. Дефинитивно и кај нас, како што одминува времето, интересот расте, особено кај помладите генерации. За нив дигитализацијата е секојдневие, така да многу полесно тие може да дојдат до криптовалутите, полесно да се снајдат. Идеме во едни времења каде што општеството дефинитивно ќе се трансформира. Со ова вештачка интелигенција и со роботизација, за жал, многу луѓе ќе изгубат работа. Тоа више се официјални статистики и податоци. Така да, инвестирање во финансиски средства, не мора само криптовалути, може и во злато, во сребро, тоа се во комодитети, може во акции. Било какво инвестирање сега, сметам дека овие години ќе биде круцијално, многу битно за секој еден граѓанин да се едуцира дека мора да се инвестира за да можеме да бидеме со тек на времето и за да можеме да имаме одреден одговор за ако некој остане утре без работа, која би бил во ситуација да вложува и да го зголеми своето богатство или и тоа малку што е, пак е подобро отколку воопшто да не се инвестира. Затоа што луѓето тука уште си живеат од тој наратив на комунизмот, каде што цел е да се вработат и да штедат пари. Јас имам прашање зошто би штеделе, пример, вода од океан. Океанот има премногу вода. Така да и фиат валутите. Фиат валутите се немаат залиха ограничена. Така да нема логика зашто би се штедело. Јас на сите топло им препорачувам да инвестираат без разлика во кои финансиски средства. Не мора да бидат во криптовалути. Нека биде во акции, нека биде во комодитети, за да почувствуваат бенефитот понатака.